Почитувани граѓани, Христијан Мицкоски вчера доживеа дебакл на своите протести. Граѓаните потврдија, не сакаат блокади. Вчерашните протести на Мицкоски беа со едва 13 членови на ВМРО-ДПМН и 14 коли. Немаше буквално никој друг. Граѓаните покажаа дека не се за блокади и саботажи. Народот одамна не им верува на лагите од Белиот дворец. Фактот што овие издишани протести се случуваат во период кога во теке дипломатска офанзива за деблокирање на евроинтегративниот процес покажува дека очигледно Мицкоски чувствува страв од тоа дека државата може да направи чекор напред кон ЕУ. Мицкоски се плаши од можен успех на државата. Се плаши од реализација на стратешките интереси. Затоа шири лажни вести, измислува непостоечки сценарија, затоа блокира важни процеси во собранието. Затоа организира протести на кои неговите соработници треба да му го чуваат стравот. Може Мицкоски и ВМРО-ДПМН да продолжат да кочат и да блокираат. Тоа нема да го смени фактот дека се на погрешната страна од интересите и на граѓаните и на државата. Додека СДСМ, парламентарното мнозинство, владата и институциите се посветени на забрзана интеграција кон ЕУ, на реформи што го подобруваат животот за сите. Мицкоски и ВМРО-ДПМН се посветени на деструкции, на лажни вести, на манипулации. Тоа е огромна, суштинска разлика што граѓаните ја гледат и ја чувствуваат. Затоа ВМРО-ДПМН и Христијан Мицкоски се таму каде што се. Во длабока опозиција, каде долго и ќе останат, бидејќи постојано работат на штета на државата и на граѓаните. Граѓаните треба да бидат спокојни. Ние не се помируваме со блокади. Не се откажуваме ниту кога ситуацијата е тешка и неизвестна. Продолжуваме да работиме за граѓаните и за државата. Продолжуваме да работиме за подобра иднина за сите. Ви благодарам.